Почитувани, поддршката од владата за компаниите расте, а особено е значајно што и во време на криза тие продолжуваат да растат и да инвестираат. Заменик председателот на владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, господинот Фатмир Бетихи, во текот на вчерашниот ден ја посети фабриката Кромберт и Шуберт од индустријската зона Жабени во Битола. Целта на посетата беше потпишување на нов договор за државна помош за нови инвестициски циклус на Кромберт и Шуберт од 25 милиони 760 илјади евра. Ова е веќе трет договор во изминатите 5 години кој владата на СДСМ го потпишува со Кромберт и Шуберт, што значи дека произведените капацитети, инвестициите и бројот на вработените на оваа компанија во нашата земја расте и има позитивна перспектива. Новата инвестиција за финансиска поддршка е во вредност од 25 милиони и 760 илјади евра и ќе креира нови 1230 вработувања во следните 3 години и предвидува проширување на постојните и отварање на нови производствени линии. СДСМ во својот мандат во оваа компанија вложи и директна финансиска помош за зголемување на платите за 6000 денари, а во 2020 година за прв пат и покрај ковид кризата имавме 100% исплата на државна помош кон нашите компании, што ја потврдуваат нашата посветеност кон нив и нашата намера да продолжиме да ги поддржуваме. За таа цел, денес, пред точно една година, председателот на ДПМНЕ, Мицковски, во предизборието токму од Битола, вети голема инвестиција која уште во првата година ќе се реализира во Битола. Една година помина, а нема ниту трага и глас, а најмалку нова инвестиција или поддршка на било кој индустријски капацитет во Битола од страна на локалната самоуправа. Затоа денес пред битолската јавност го прашуваме градоначалникот Тони Коњановски зошто после една година не е исполнето и дали планира некогаш да го исполни неговото прво ветување од приоритетните 10 ветувања од неговата изборна програма со назив Нови инвестиции и нови работни места во Битола. Почитувани граѓани, наместо нови инвестиции и нови работни места, во моментот во Битола ни се случува банкрот на сите јавни предпријатија и институции под локална самоуправа, што повторно, поради лошото менаџирање на лица од ДПМНЕ, ќе падне во згрбот на сите граѓани на општина Битола.